Во Собранието на Македонија попладнево треба да се гласа по предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на претседателот Ѓорги Иванов поднесен од опозицијата откако ќе завршат со реплики уште 9 пријавени пратеници. Во рамки на 105-та седница која трае веќе 5 дена, пратениците расправаа за одговорноста на Иванов за одлуката за аболиција и за подоцнежното повлекување. Пратениците од СДСМ и ДУИ сметаа дека претседателот мора да сноси одговорност за помилувањето и треба да биде отповикан, додека пак пратениците од ВМРО ДПМН оценија дека иницијативата на опозицијата е неоснована. Претседател на Република Македонија. Колку гордо тоа некогаш звучеше. Гордо звучеше и за сите нас неизмерно значеше се доседнувањето на Ѓорги Иванов во претседателската фотелја. Човек кој со својот аматеризам целосно ја деградираше оваа позиција. Човек кој направи повеќе гафови отколку државнички говори. Човек кој направи повеќе глупости отколку официјални посети. Еве како не треба да се воспитува младината. Еве како млади луѓе се заведуваат од лажни идоли. Колега Стефан, наместо да имаш идол во некој добар македонски спортист, во некој добар македонски музичар, во некој одличен македонски научник стипендиран од владата на Република Македонија, ти си го пронашол твојот идол во човекот кој што е 2 пати аболициран. Предходно Собраниската комисија за оценување на оправданоста за покренување одговорност на претседателот го оцени предлогот како неоснован. За да помине на пленарна седница, предлогот треба да го поддржат 82 пратеници, а доколку Собранието го изгласа предлогот за импичмент на претседателот, ќе треба да се произнесе и Уставниот суд на Република Македонија.